Никола Фиданчев, Борис Белев и Стеван Топчев, студенти на Универзитетот во Загреб, одлучија да избегаат во Грција заедно со нивните пријатели Ѓорги Јармов, студент на Универзитетот во Белград, и Мирко Пецев, ученик во Струмичката гимназија. Петте имена се согласија да се сретнат во Струмица на 1 јули 1951 година и да избегаат во Грција во две групи. Вака започнува документот на агентите на ЦИА кои известуваат за случувањата во периодот од јули-август 1951 година. Класифициран како безбедносна информација од класифициран карактер, на 3 страни агентите на ЦИА ги објаснуваат случувањата во врска со 5 струмички студенти. Според документот, Борис Белев, кој бил лидер на групата, заминал во Стојаково Гевгелиско за да бара водач до границата. Водачот кој го нашле одбил да ги однесе до преминот, кој според пишувањата на ЦИА во тоа време бил многу добро чуван. Истовремено Фиданчев успел да извади гранична дозвола од регионалното тело за внатрешни работи, со што добил дозвола за 10-дневен престој во Дојран на Дојранското езеро за подобрување на неговото здравје. Според тристраниот документ на ЦИА, кој беше обелоденет деновиве откако Американската разузнавачка агенција отвори дел од архивите, на 27 јули сите 5 студенти се сретнале во Струмица и Белев им рекол дека нашол водач кој ќе им помогне да ја поминат границата преку планината Беласица на 3 август. Фиданчев пак требало да ја премине границата преку Дојранското езеро. Групата, според документот на ЦИА, се договорила со себе да ги понесе изводите за раѓање, студентските буклети и личните карти. Тие немале оружје и немале ниту намера да дадат отпор ако биле фатени, стои во документот на ЦИА. Оваа одлука ја направиле поради казната што би следела за обид за бегство, која вообичаено била 2 или 3 месеци во затвор. ЦИА пишува дека на 28 јули Фиданчев заминал за Дојран. На 2 август Белев заминал во Дојран со група туристи и му кажал на Фиданчев дека датумот за бегство е фиксиран на 5 август. Белев и Фиданчев се договориле, ако се промени датумот, Фиданчев да биде известен на 4 август со белешка која би била пратена по локалниот автобус. Агентите на ЦИА запишале дека Фиданчев бил следен од нивните колеги од УДБА на 4 и 5 август. Бидејќи тој не добил известување за промена на датумот за бегство, го напуштил Дојран во 7:30 попладнето, пливајќи 4 километри преку Дојранското езеро до Грција. Поради непознати причини, пишува ЦИА, датумот за бегство на групата на Белев била променета на 12 август. Во меѓувреме на групата се приклучил и Коце Костуранов, син на богат трговец од Струмица, кој после Втората светска војна го изгубил целиот имот и богатство во конфискацијата, а самиот бил во затвор неколку пати. Таткото на Коце го преселил семејството во Загреб, каде што Коце бил студент на тамошниот универзитет, запишува ЦИА. Во раните часови на 12 август групата тргнала најпрвен преминувајќи го Куклиш и ноќта на 12 август стигнале во атарот на село Дорломбос на 3 километри од грчката граница, велат во ЦИА. Тука тие биле фатени во заседа од УДБА или од милицијата и биле уапстени. Жителите на Дорломбос подоцна му кажале на Мирко Топчев, брат на Стево, дека ноќта на 12 и 13 август ги виделе сите 5 студенти со врзани раце како одат пред милицајците до Дорломбос. Доушниците на ЦИА и жителите на Струмица верувале, стои во документот, дека студентите биле испрашувани од УДБА, мачени и убиени утрото на 13 август 1951 година. Муслиманските силани од Дорломбос, според извештајот на ЦИА, добиле наредба утрото на 13 август да ги однесат телата со којни до Костурино. Подоцна тие сведочеле дека рацете на студентите биле врзани со жица и дека телата биле се уште топли. На 13 август УДБА му наредила на градската занаетчиска кооператива да направат 5 сандаци кои со камион на УДБА биле пратени во Костурино. Таму бил и Мирчо Топчев кој требало да ги идентификува телата. Тој подоцна кажал дека секој од мртвите студенти имал по неколку рани од куршуми во главата и дека имале траги од насилство врз телата, односно Белев и Јармов биле скоро масакрирани. Во 11 часот ноќта на 13 август, пишува ЦИА, УДБА ги донесла сандаците на гробиштата во Струмица. Во меѓувреме, официјални представници им се јавиле на родителите на убиените студенти и ги испрашувале во врска со нивните синови. Подоцна УДБА ги информирала родители дека нивните, во наводници,
синови херои биле убиени во обид да избегаат кон Грција и дека погребот ќе се одржи напладне на струмичките гробишта. Веста за убиството на 5 студенти бргу се проширила низ Струмица и жителите биле потресени од злосторството, а неколку илјади присуствувале на погребот, стои во првиот документ на ЦИА, во кој во продолжение е дадена кратка биографија на секој од студентите. Вториот документ со наслов «Реакцијата во Струмица на екзекуцијата на 5 студенти» на една страна е опишана загриженоста на представниците на Комунистичката партија и на УДБА поради револтот што се јавил кај жителите на Струмица. Во документот стои дека илјадници луѓе учествувале на погребот на студентите. Милицијата не била во можност да ги спречи луѓето да дојдат на гробишта, пишува ЦИА. Телата на загинатите биле прегледани од доктор Александар Белев, татко на еден од жртвите, кој изјавил дека телата биле малтретирани и дека студентите биле убиени од кратко растојание. Телото на Белев имало многу рани и 2 рани од куршум во главата. Градскиот комитет на Комунистичката партија бил многу загрижен од реакциите и одлучиле да одржат повеќе состаноци по предпријатијата за да објаснат дека студентите биле законски убиени додека се обидувале да побегнат во Грција. Тогашниот организационен секретар на Градскиот комитет Ристо Пиличев, според извештајот на ЦИА, добил наредба да одржи средба со вработените во Туланата на 16 август 1951 година, каде објаснувал дека студентите се деца на буржуи и дека имале можност да ја сменат својата улога во општеството, но дека тоа не се случило и затоа биле убиени во обидот за бегство. Преку општинскиот секретар, УДБА порачала дека истото ќе му се случи на секој што ќе сака да избега од Југославија, стои во вториот документ на УДБА. По барање на МУКРОК, невладината организација за пристап до информации која ја тужеше Централната разузнавачка агенција на САД, од ЦИА дозволија пристап до сите декласифицирани документи кои сега може да се пребаруваат и преку интернет. Над 800.000 документи кои се представени на 12 милиони страници се декласифицирани уште во 90-тите години, но пристапот до нив бил овозможен само од 4 компјутери во Националниот архив во Мериленд. Документите сега можат да се видат на веб сајтот на ЦИА.